Линарното зголемување на пензиите е исправно од причина што трошоците се зголемени за сите подеднакво, смета директорот на фондот на ПИОМ Никола Мемов. Тој во интервју за Радио Слободна Европа кажа дека веќе има поднесено 2 иницијативи до Уставен суд за решавање на ова прашање. Но според него ваквото зголемување на пензиите е со цел да се усогласи животниот стандард. Треба да се истакне и граѓаните треба да знаат дека ова усогласување се прави заради намалување на животните трошоци, односно усогласување на животните трошоци и животниот стандард со покачувањето на ценовните шокови практично во општеството и заради зголемување на платите во општиот сектор. Зголемувањето на пензиите значи зголемување на животниот стандард на пензионери. Првиот човек на ПИОМ уверува дека во иднина нема да има зголемување на старосната граница и покрај барањето на меѓународните финансиски институции. Во однос на финансиската состојба на фондот, Мемов кажа дека истата е стабилна и пензиите ќе се исплаќаат редовно, а за тоа владата има предвидено трансфер од 1 милиарда евра кон фондот на ПИОМ. Владата се изјасни по основ на ова прашање и по основ на предлогот од Фискалниот совет минатата година дека не го прифаќа тој модел на покачување на старосната граница и зголемување на стапката на придонес за 0,6% во наредните неколку години. И тие мерки не се составен дел од фискалната стратегија на владата 25-29 година. Дали ќе остане линарното покачување на пензиите и во март следната година, кога е предвидено сите да добијат дополнителни 1000 денари, ќе се знае по одлуката на Уставен суд кој поведе постапка. Поради тоа, утре во 11 часот пред судот протест најавија од иницијативата на пензионери, што се залагаа за линарно зголемување на пензиите со цел, како што посочија, да го изразат својот револт и меѓу другото да упатат порака, дека мора да се најде решение за пензионерите со најниски примања, бидејќи се жалат дека секој месец едва и врзуваат крај со крај.